Со новата сезона во општинските совети повторно се отвара сцената за локалните театри, која нуди несекојдневна можност за запознавање со свежи ликови и тазе реплики, кои освојуваат верната публика. Просторот за дебата е отворен и секој треба и може да си каже што точно мисли. Сакам да бидам јасен, за да не бидам разбран. Повеќе не знам што да ви кажам. Кој разбрал, кој не, никому ништо. Сите разбраа за првиот чекор на Струшкиот градоначалник, но тешко дека некој очекуваше, наместо директно од зборови на дела, тој да им даде примат на бројките и со тоа да открие својата досега умешно скриена љубов кон нумерологијата. Денеска почнуваме од зборови на дела, значи промените почнуваат. Мојот број изборен 133, среќен број. Денеска таблиците на мојата кола, што се исти со 133, ќе бидат кола која ќе служи на општина Струга за 4 години. Не им е лесно и на тие што исто така се гласени од граѓаните, ама си немаат среќен број. Сакаат да служат, а никако да им се погодат местата, оти немаат ни мнозинство, па ги бира некој друг, а не тие самите. И тоа логично. Во Комисија за финансирање и буџет имате музичар, теоретичар, имате со средна стручна спрема, во урбанизам имате професор по македонски јазик. Сте ме ставеле во некоја комисија за пречек, за дочек, за икебани и носење, за склучување бракови. Ако сакав јас да склучувам бракови, ќе бев поп или слично нешто. За да се стапи во заедница, па не била таа брачна, туку политичка, најчесто се јавуваат и стројници. Во Кабадрци нема такви, туку посредуваат директно локалниот бог. Па е вистинска среќа, што сето тоа се случува пред сведоци, додуша несакани. Јоване, Јоване Јорговен. дај предложи го. Ти се се певаш. Ајде ме трпа да пише да подпише. Одели. Зашто? Неговиот сограѓанин со скопско жителство нема време за такви импровизации. Прецизно и сериозно Небаре сам си го кипа сметот од контейнерите, со огромна доза неисполнетост и задоволство ужива во придобивките кои ги носи новиот ден во главниот град. Ја возев денес на кај Скопје дека работа и видов дека е навистина чист град. Камион за ѓубре, Не, да ме ангажираш, не. доаѓав и видов дека градот е навистина чист. И на крајот, кога тоа што баш и не може да се види со очите, некој со специфична дарба го чувствува со носот. Да, сега моментално мириза на шампон, значи чисто град, халал да му е на орце, нека продолжи така. Скопје, на Скопјани без оглед на се од секогаш и мирисало убаво. Освен кога како изминативе 4 години, наместо со чиста вода, го бањаат со валкана политика.